Ке дојдат зелените на власт и ке протуркат. Сега дојдат зелените на власт во Германија. Затоа да не мафнаме веќе магла да фрламе. Тоа што вие сакате да во моментов ви одговара да речете дека европскиот закон не. Европските закони се други. И тие имаат други, значи имаат се водат по основна директиви и така натаму. Шведски има закон, фински има ваков закон, норвешки има ваков закон. И ви сега, јас ги читам оние земји кои што го немаат. Тој кој што има друга традиција. Сакате малку за соцетерасите имаат забрана. 100% забрана имаат и Канада, заборавете. Значи има тераси, значи не тераси. Кај нас ако го послушаме властно, ќе биде селективна нека блага примена, тој го последниот разговор на Скајнет, ќе биде во бавчите забрането, ама на улица не е забрането, мада и во законот и улицата е забрането. Замислете, еве Ленинова нашата улица, отворени бавчи за кои плакаме закон, за кои сме одговорни доколку некој пуши или дозволиме да се пуши на тоа. Не да милиметар, значи од бавчата, ние сме на улица на тротоар, застане човек со цигара, тој дим, значи има 2,5 милиметар разлика помеѓу тие два дима, ово е забранет и казнив по закон, ој не е забранет и не е казнив по закон. Ела работа. Втора работа многу важна, Борис. Казнената политика уопште не предонесува за реално заживување на овој закон. Ние одредивме тврдна, значи ми се чини само шведска спомна влад која е по-висока е казната, тамата никој не греши, сите почитуваат закон. Еве споредба. Франција 750 евра е казна за правото лице. За правото лице. За разлика од тоа, па тој што човек се осудил да запали цигара, за него е па 300 евра, за разлика кај нас е 100 евра. Отидовме во екстрем. 4.500 евра не се берат на дрво. Не е време како порано да некој може тек така 4.000 евра. Дискусија во парламентот, барем неформалниот дел на тема дал нешто да се прави со ова. Во Франција кога стават закон да се вози 80 на сат, сите возат 80 на сат. 95% луѓе, кај нас возат 30% од луѓето. Значи ние за жал имаме структура, инерција на генерално тешко почитување на закон. До сега многу се прогледувало прсти и така натаму. Сега уште еднаш законот е проблематичен, да предизвикува револти, проблеми и слично. Но носиме закон кој што ќе им помогне на здравието на луѓето, закон со кој што го имаат повеќе држави, исто така и од Америка. Добро, мора да ги имат тука 600.000 луѓе и плюс 100.000 луѓе кои работат, кои живеат од ова... И 1.400.000 луѓе кои што се изложени на пасивно пушење. Државата е за сите, не за едни луѓе. И неговата арбитрерност има за цел да има таква селективност, кај некого ќе може на улица, кај некого не. Тоа е еден од проблемите во самиот. И тоа да, Значи, затоа поентата кој ќе се седне и кој ќе се направи закон, тој да биде затоа се балансиран. Тоа значи и применлив. Прво, со балансирањето ќе се постигне уште поширока, да речеме политичка свест, желба и консенсус. И второ, неговата примена нема да биде подложна, нели, да после некаде гледаме на YouTube вакви или онакви снимки, па да имаме вакви или такви афери. Тоа ми е целта. И тоа верувам дека ви е цел и на вас и на мене. Значи изборам на сите политички гарнитури. Затоа да се направи, кога се прави закон, затоа тој треба да биде јасен, дециден и да биде применлив. Сега, ова е јасен и дециден закон. Нејасен и недециден закон. Ке биде ако напишеме толку квадрата, толку не, толку часот, од волку часот. Значи никому не е јасно зашто тераса не се пуши. Значи вие тераси дека еве сега се пуши на тераса, никој не има. Нема мислам или не мислам. Тука е прашањето, јас мислам. Не е прашањето што мисли Владко, што мисли Владко. Инспекторот се допаѓате може да кажа. Не пише во законот. Дискреционо право да одреди и 30 дена. Ама нема криво. Не само казна. Криво си го погледнал. Не може тоа. Гледайте позади нас. Може ли да ова претходнава снимка само момент. Не, претходнава ако може да вратите што се тоа тераси. Само момент. Ако може од режијата да вратат претходнава снимка. Извинете, ова е од кевет на Вардар. Ова ви личи вас на тераса или покриено? Значи, ова не е тераса. Ова е друг проблем. Не, ова е узурпација на јавен простор. Ајде да збориме за тоа. Ама се е друга тема. Апсолутно друга тема. Ова е покриено тука, има гледаме столови. Па зошто сте го гледале преку тоа? Одоздола. Ама они градоначалникот Тодоровиќ си го известили неговите инспекции. Проблеме што кај нас секој узурпира јавен простор.
стигне. Па не бај да се согласи на се сите четвори се за даде неколку 3 метра па заграбуваат 5 метра. Дали ќе го почитуваме законот, да или не? Како закон во пакет. Нема селективна примена. Значи, ако пише улица, и на улица е забрането пушење. Ако пишува шеталиште, и паркинг простор, и плоштад, нема да се пуши на плоштад. Океј. Дали до тука сме јасни. А не дека ќе бидете либерални во примена, селективна примена закон, не држи. Не, тоа е најмалку либерално. Тоа е најмалку либерално. Либералите се легалисти, да не ми... Ако е законот донесот, ние сме држава во трансформација, може се грешки во чекори. Дали е време за една куса, кратка анкета, разговор со двете групи на луѓе, пушачи и не пушачи? Законот беше одлучен. Не, ние законот го изгласавме 2008 година, оставивме цела 2009 година со еден куп кампањи, објаснувања, кажувања и така натаму. Година и пол имаше период за подготовка, за да законот се применува од 1 јануари 2010. Еве, дојде. Ние можеме да го до 2012. Ама и 2012 пак треба спроведува. Не е прашањето на одложување. Таков сличен закон, значи не тој закон, него таков закон да се имплементира. Да се имплементира со казни како одредите, власта ќе се одреди какви се тие казни за тој закон. Меѓутоа да биде применлив. Добро, Ѓорче, очигледно сите сакаат ова да се регулира, сакаат закон да се спроведува, тука не е спорно и очигледно ќе треба да се најде некое решение кој ќе ги задоволи. Сите ви благодарам што учествувавте во оваа дебата, мал придонес во решението на проблемот, ако така може да се каже. Благодарам за вниманието и добре. Благодарам.